Советот на јавни обвинители утре ќе избере веде државен обвинител откако Коцевски вчера си поднесе оставка. Во исто време кога собранието требаше да ја одржи седницата за негова смена. За вршител на должност може да биде поставен некој од обвинителите во републичкото обвинителство во период не подолг од 6 месеци. Владата сега треба да иницира постапката за наследник на Коцевски. Собранието на предлог на владата го огласува именувањето на јавниот обвинител најдоцна 2 месеци пред истекот на мандатот или веднаш по упразнувањето на местото, стои во Законот за јавно обвинителство. Кога ќе почнат постапката, од владата ни одговорија. Тоа се процеси за кои како влада навремено ќе информираме. Ви информираме дека постапките се предвидени во законски одредби и како влада ќе постапуваме во согласност со истите. За државен обвинител може да биде избран обвинител кој има непрекинат стаж од најмалку 10 години или судија кривичар со исто толку стаж. Огласот трае 15 дена, а потоа Советот на јавни обвинители треба да даде мислење за сите пријавени кандидати. Владата може да го предложи до собранието само некој од кандидатите што добиле позитивно мислење од Советот. Од друга страна, во подготовка е нов закон за јавното обвинителство. Од Министерството за правда велат дека се подготвува пропратна документација за да се достави предлог законот до владата. Венецијанската комисија во мислењето на законот, што беше објавено во октомври, советува наместо со просто мнозинство, како досега државниот обвинител да се бира и разрешува со квалификувано мнозинство. Таквиот услов треба да ја подобри независноста на назначеното лице, бидејќи намалува веројатноста тој да биде лојален на партијата, стои во мислењето. Но за оваа препорака потребни се уставни измени. Коцевски со помалку од 2 години го има најкраткиот обвинителски мандат од независноста на Македонија. Тој вчера обвини дека постапката за разрешување е политичка и правно неаргументирана, но ова не го кажа директно во собраниската сала, туку од пресалата на обвинителството. Процедурата за негово разрешување со паузи и во меѓувреме изгласана интерпелација траеше 10 месеци, за време на кој тој не одстапуваше, а постојаните критики од премиерот ги нарекуваше кусо политички изјави. Вчера обвини дека постапката за негово разрешување е пример за политички притисоци врз правосудството, која парализираат борбата со корупцијата.